Добар ден, среќен ден од Александар да Грейт или постаро Скопски аеродром Петровец. Еден голем ден и подготовка за едно големо патување до Копенхаген, најверојатно каде што македонската фудбалска репрезентација ќе се судри со репрезентацијата на Данска во тој толку посакуван бараж фудбалски надпревар за пласма на светското фудбалско првенство во Мексико, Канада и Соединетите Американски држави. Денот де беше денес, 20 ноември во Цирих, кога беа извлечени жребките, а она што го покажа таа жребка е дека нашата македонска фудбалска репрезентација ќе игра против Данска на 26 март, најверојатно во Копенхаген или во некое друго место, и тоа е единствен надпревар, бараш полуфинален надпревар каде што нашите фудбалери, нашата нација, овој македонски народ и сите ние кои ја следиме фудбалската репрезентација ја бараме шансата, да не речам последната шанса за пласма на тој толку посакуван мондијал. Збор 2, инаку да споменеме дека денес на жребката, а тоа го вековечеа и камерите на FIFA, кои директно го пренесува овој настан од Цирих, беа присутни председателот Масаро Мерагик, спортскиот директор Горан Пандев и секако се уште селекторот Благоја Милевски. Најверојатно ќе ги чуеме, прочитаме или видиме, слушнеме и нивните очекувања од оваа жребка. Реков и ќе повторам, данците се наш противник во тој полуфинален бараш надпревар 26 март 2026 година. Кога сме веќе кова, да кажеме дека во Цирих, во седиштето на FIFA беа извлечени другите бараш надпревари, и тоа два бараш турнира. Едниот турнир е во Монтереј и Гвадалахара во Мексико, каде што се судираат 6 репрезентации кои не се представници на УЕФА, односно кои доаѓаат од другите континентални фудбалски асоциации, Јужна Америка, Северна Америка, Азија и Океанија. Тие играат меѓу себе, и Африка ја испуштив, каде што репрезентациите на Конго и Ирак од Азија се привилегирани и влегуваат директно во тоа финале, но тоа е помалку интересно. Повеќе интересно е, ќе се вратиме на интерконтиненталните баражи од другите асоциации, да ги прочитам и двојките на бараж надпреварите од европската зона. Италија ја пречекува Северна Ирска, така одлучи жребката. Имаме едно балканско дерби, каде што, условно кажано, Романија игра со Украина, и Турција ја пречекува репрезентацијата на... Ми застана мислата, малку и возбуда, бидејќи Македонија е, нели, во овој бараш. Искрено ја посакуваме Турција, бидејќи Истанбул е поблиску до Копенхаген. Турција игра со Романија, тоа е балканското дерби. Украина игра со Шведска. Мој лапсус од ова возбуда кога дознавме дека Македонија ќе се судри со Данска. Еве ги другите бараш надпревари. Ја следевме репрезентацијата на Босна, сите незини представници од славните Блаш Лишковиќ, Предраг Пашич, Баха, познатиот спортски новинар, Марио Топич, кој босанец живее во странство. Не ја посекува репрезентацијата на Велс, меѓутоа жребката сакаше Босна да игра точно со Велс на гости. Другите бараш надпревари од европскиот дел се Полска, Албанија, Словачка го пречекува тимот на Косово и Чешка ќе се судри со Република Ирска. Секако интересни бараш надпревари, од кои ќе се дознаат 8 финалисти, и потоа ќе следува нова жребка со која ќе бидат одредени домакините на овие победници од првите полуфинални надпревари. Доколку Македонија ја победи Данска во Копенхаген, а зошто да не ја победиме? Со данците сме играле, се сеќавам, во првиот квалификационен циклус, кога во Скопје како актуелни европски прваци се извлекува жива глава со бракета Лаудруп, со Шмајхел на голот. Изигравме 1:1 со голот на Митко Стојковски, а на клупата седеше стариот селекторски лисец Андон Дончевски, кој прослави 90-ти роден ден вчера, 19 ноември. Во Копенхаген бев и таму во живо го гледав и тој надпревар. Едва изгубивме 1:0, а данците се радуваа како да го победиле Бразил. Тоа беше изјавата на Андон Дончевски од тој надпревар. Само подсетувам дека данците не се неранлив противник, дека данците се репрезентација со која можеме да се носиме и еднаш за секој да излеземе со окренато чело, со штитот. Ми застана гласот. И гласно да кажеме дека одиме да победиме.